Со 415.000 евра владата планира годинава да помогне македонското вино, но и овоше и зеленчук да се презентираат на десетина светски познати сајми за вакви производи. Потпаролот на владата вели дека на агендата за 2014 година ставени се 2 сајми во Кина, 2 во Москва, во Вилнус, Берлин и за првпат ќе помогне македонските производи да се промовираат на престижни сајми во Њујорк. Владата одлучи да ја зголеми помошта бидејќи лани оваа практика дала одлични резултати и допринела за зголемен извоз на македонските земјоделски производи. Има добри резултати и самата оваа политика. За илустрација може да послужи следниот пример, дека во минатата година владата исто така финансираше присуство на наши компании на овие меѓународни пазари, дека во рамките само на деновите каде што се одржувале сајмите, односно во деновите каде што македонските компании биле присутни на тие сајми, се склучени сделки во висина од 11,5 милиони евра, производи кои што од Република Македонија се извезени во разни други земји, чии што представници исто така присуствувале на овие сајми. Минатата година за оваа намена беа алоцирани 215.000 евра, а со овие 215.000 евра инвестиција беа покриени, односно беа обезбедени нови пазари, односно контрибуција за македонските компании во висина од 11,5 милиони евра, сделки кои што тие ги исклучија како резултат на присуство на тие пазари со нивни сродни компании од Европа и светот. Оваа година со 415.000 евра поддршка и со проширување на бројот на сајмите на кои што ќе бидеме присутни и со проширување и на програмата со дополнителни специјализирани таргетирани настани за промоција на виното или овошето и зеленчукот надвор од овие сајмски манифестации, очекуваме дека ќе имаме раст повторно и на самите средства, односно обемот на сделки кои што нашите компании би ги исклучиле со потенцијалните партнери од странство. Владата апелираше до компаниите и производителите да го искористат овој бенефит и да аплицираат за помошта за промоција.